Навршуваме 4 години, а речиси на прагот сме на локалните избори, кога политичките партии се подготвуваат за истите. Но кај народот останува она прашање што беше ветено и што беше реализирано. Денеска во Курир ке збориме со Мартин Стојановски, председател на Општинскиот комитет на ВМРО Сарај. Господине Стојановски, пред 4 години беше ветувано живот за сите во Македонија, односно живот за сите во Сарај. Дали од ветениот живот, вие како граѓанин на Сарај почувствувавте нешто? Прво да се заблагодарам на вашиот медиум и портал за поканата. Се надам дека во идните генерации млади од ВМРО-ДПМН ќе ги следат постапките да бидат поблиску до граѓаните, со тоа што ќе бидат повеќе присутни во медиумите. Во однос на животот што го ветува Социјалдемократскиот сојуз во Сарај и во Република Македонија, можете и самите да ги следите реакциите на граѓаните како во Сарај, така и на другите места живење. Во Сарај буквално не се направи ништо, граѓаните не ги почувствуваа бенефициите од власта кој ги ветуваше нивниот лидер и таа партија, затоа што не видоа ништо од животот во Македонија кој беше ветуван, нема 500 евра плата, ги нема оние ветени проекти за Сарај и за останатите места, затоа што на оваа власт и преиде во навика да ги лажат граѓаните и да не ги остваруваат оние проекти кои ги ветуваа. Со тоа што ќе видите дека има нови 55.000 невработени во Република Македонија од корона кризата и со тоа што ќе видите дека многу од приватните фирми за жал им ги исплаќаат и платите дури до помалку од 50% на фирмите, тоа кажува се за животот во Македонија. Господине Стојановски, викате дека ништо никој не е почувствувал од ветениот живот во вашата општина. На што се должи тоа? На немањето слух на граѓаните и нивните барања или станува збор за ароганција на истите? Да, станува збор за ароганција на властите кон граѓаните, затоа што многу од граѓаните кои беа присутни теренски со активната власт, веќе наголемо кажуваат дека не може да дојдат до нивните функционери, затоа што многу е тешко да се стигне до нив и не ги остваруваат нивните ветувања кои беа дадени кон нив, а со тоа што и не може да бидат поблиску до нив, веќе и се однесуваат арогантно. Не го почувствуваа животот граѓаните, затоа што сите проекти кои беа дадени за Сарај не се реализирани. За оние гледачи што не знаат, за оние граѓани што не знаат, Сарај е најголемата територијално општина во градот Скопје, со тоа што и неколку општини, ако земете од градот Скопје да ги споите заедно, не се колку Сарај. А колку што е направено, малку за Сарај, кажува дека како извршната власт, така и локалната власт не се грижат за граѓаните за Сарај и за таа општина. Ова што го тврдите држи вода и она што ние на терен го видовме само го потврдува тоа. Она што останува е фактот дека во изминатиот период ништо, ама буквално ништо не е чепнато во општина Сарај. Како реагираат на ова жителите на општината? Граѓаните се изважани се и од активниот градоначалник Петар Шилегов и од функционерите кои доаѓаа од Социјалдемократскиот сојуз. Доколку ги споредите програмите на локална власт од ВМРО-ДПМН на прошлите локални избори и програмата која беше од Социјалдемократскиот сојуз, станува повеќе од јасно кој колку мисли и се грижи за граѓаните. Затоа можам слободно да кажам дека ниеден проект кој беше ветуван за граѓаните на Сарај не е реализиран. Граѓаните се повеќе релотирани. Згора на тоа, немањето слух на властите за, поготово градската власт, за проблемите на граѓаните од инфраструктурен дел, во делот на канализационен систем, во делот на, сега активно со нечистените улици во градот Скопје. Неколку села во Сарај беа комплетно отсечени од градот. До 5 дена граѓаните нема автобуски превоз, идеа до 3 километри пеш и тоа кажува многу за негрижата на властите кон граѓаните на Сарај. Можете ли да направите споредба во реализирани проекти на ВМРО и СДСМ во Сарај? Апсолутно не може да се направи споредба во однос на проекти, но може да се направи затоа што моментално нели ВМРО не е на власт, но може да се направи споредба во тони, би рекол јас, затоа што ако претходниот градоначалник Коце Трајановски работеше во тони во Сарај, актуелниот Петар Шилегов работи во некоја си мала сума, мала бројка на проценти, затоа што
Во Сарај многу проекти не беа реализирани од страна на Социјалдемократскиот сојуз и нивниот градоначалник Петар Шилегов. Они замислете во целата програма за градот Скопје ветија само 4 проекти за Сарај. Тоа може да се види и на официјалната програма на Социјалдемократскиот сојуз за Сарај на Петар Шилегов, со тоа што ветија ревитализација на езерото Треска и самите гледате што се случува, дури никој не го знае, ни инвеститорот моментално кој е на тој проект што го најавуваат. Чисто се сомневам дека нешто ќе се изгради, само се руши, ова се сконцентрирана само на буткање на убавите работи кои се изградени во минатото, но и во сегашноста. Тоа езеро е изградено од самопридонос на граѓаните и не знам како вака еве сега доаѓа некој да ветува брда и долини предизбори, а ништо не гради. Тука и познатото место Кривина, излетничкото кое порано граѓаните се забавува, истото тоа го ветуваа дека ќе го ревитализираат. Ништо од тоа, спортскиот рекреативен центар Сарај нема ништо од ревитализација, не е остварено. Тука и четвртиот проект, тука и третиот проект, се извинувам, за приклучување на Матка, канионот Матка со автопатот Скопје-Тетово, да се изгради нов пат за приклучок и тука нема ништо, не е почнато ниту некој слушнал за тоа, а и тука и последниот проект кој го ветија Петар Шилегов и неговата екипа, би рекол слободно, а тоа е подобра инфраструктура и водовод и канализација. Замислете, во 21 век Матка се уште нема канализација. Матка е бисерот на Скопје, едно од најубавите излетнички места во Скопје и се уште нема канализација. Во летниот период да дојдете 90% од граѓаните немаат вода за пиење. Каде е проблемот, што е, граѓаните постојано апелираат до Петар Шилегов, но немањето слух е огромен проблем за тоа што не може да стигнат до нив. Тука и проблемот со автобускиот превоз, летниот период од големата гужва на туристи, автобусот не иде до последните станици, граѓаните идат пеш до 3 до 4 км, некојаш 5 до Сарај, замислете од Матка до Сарај идат пешки. Срамно е и за туристите, срамно е за Република Македонија, срамно е за градската власт да туристи и граѓаните идат пешки по неколку километри. А да се нема смух на сето тоа да се реши. Ако се земе во предвид, како што и самите викате, а како што тврдат и жителите на Сарај, иако овие што владеат имаат апсолутна власт и на локално и на државно ниво, и до сега ништо не направиле, кај кого да се бара проблемот? Проблемот се бара само кај негрижата на градоначалникот Петар Шилегов, но и тука и локалната власт. Се ветуваат многу работи пред избори, но не се остваруваат. Накратко ќе се навратам на претходниот градоначалник господинот Коце Трајановски, кој го направи неколку клучни проекти во Сарај. Тоа е изградба на мостот меѓу општина Ѓорче Петров и општина Сарај, еден круцијален проект каде што граѓаните веќе не чекаат во една лента за да може да се приклучат и не го користат оној стар железен мост. Тука е проектот на ВМРО ДПМН за изградба на средното училиште, ново средно училиште во општина Сарај. Тука и спортската сала во Сарај, изградба комплетно, реконструкција на улица 5 во Сарај, главниот булевар во Сарај, скоро до езерото Треска е комплетно со нов асфалт. Тука е изградба на 70% од патот во селото Глумово, значи кога почна да се гради беше проект на ВМРО ДПМН и господинот Коце. Тука е и осветлување на горниот дел во селото Глумово, комплетно осветлена ново осветлување до долна Матка. Тука е и тениското игралиште во Шишево. Тука е и проектот за комплетна реконструкција кој беше направен за улицата во селото Шишево, каде што целиот пат од 2,5 км беше комплетно саниран со нов асфалт. Тука е и новиот пат во селото Копаница, тука е новиот пат и од Нерези каде што се приклучува до селото Крушопек и Грчец и уште многу други проекти кои ВМРО ДПМН ги почна, ги заврши, но за жал оние проекти кои ги вети Социјалдемократскиот сојуз не се не започнати. Предизборно беа ветувани за кај вас спортски терени, игралишта, спортски патеки. Дали барем еден проект од овие наброени работи е реализиран и колку се задоволни граѓаните на Сарај од работата на градскиот татко? Апсолутно не се задоволни, до нови примам и повици од мои сограѓани од сите националности, што ме прави многу горд, затоа што не се задоволни од ветувањата и реализацијата на проектите на градскиот татко, во случајот Петар Шилегов. Сите се излажани, има многу реакции на социјалните мрежи, каде што
некои три викаат едва го чекаат да дојде повторно некој кандидат на Социјалдемократскиот сојуз па да му кажат во лице што направил тој, што не направил, што ветил, па дури до степен нека е украл. Може да замислите, значи колку се револтирани сите граѓани, но нека немаат грижа, набрзо ќе дојде нова локална власт во градот Скопје, каде што ќе се грижи апсолутно за граѓаните. Граѓаните ќе бидат информирани за се што се случува. Се надевам дека во иднина ќе има и представници на градот, на жителите на Сарајево, градот Скопје, па жителите ќе можат да бидат информирани од прва рака и да биде нивниот став пренесен понатака. Живеете во општина во која македонското население е помалку од 2%. Например, доколку утре би имало избори, каков би бил епилогот за актуелниот градоначалник на Скопје? Ставот на граѓаните веќе е јасен. Ние како малцинство, би рекол, во општина Сарај, имаме одличен соживот со нашите сограѓани, не е битно дали се бошњаци, албанци, турци, роми и така натака, значи имаме одличен соживот, одлично меѓусебно почитување. Сега важните проекти кои ни ги даваат властите, за жал носат некогаш на политички некој раздор меѓу граѓаните, меѓутоа тоа го прави политиката, не се согласам со тоа и не треба да е така. Затоа во иднина мораме да бидеме попристапнични кон граѓаните, да бидеме поблиско до нив. Сепак секој политичар и секој функционер е дојден онаму каде што е дојден благодарение на граѓаните. Оваа власт многу погреши, направи многу утки за граѓаните на Сарајево и за Република Македонија, особено за градот Скопје, затоа што многу места кои граѓаните на Скопје ги користе исто така за излет, се веќе би рекол и непосакувани од граѓаните, затоа што буквално не се почитуваат законите и дел од нив веќе се рушија. Се осврнавме само на локалните работи. Вие, господин Стојановски, сте и председател на општински комитет, една гранка која што високо ве позиционира во партиските структури на ВМРО. Кои се вашите ставови како еден огранок кој живее во вистински соживот со албанците околу актуелните политики во Македонија? Мојот став е секогаш јасен дека сите заедно треба да градиме Република Македонија, треба да иде напред, не со важни ветувања дека ќе даваме некои бенефици на граѓаните кои не може да се реализираат. На граѓаните ако сакате да ве почитуваат, мора прво да ги почитувате нив, без разлика на нивната вера и нација. Морате да работите како политичар за сите граѓани. Тука не сме да има раздор, не сме да има меѓусебно непочитување. Проектите се за сите. Ако јас денеска со еден автомобил одам неќе дома, позади мене другиот не е битно од која националност. Ако јас денеска решам да дарам крв, јас не бирам на кого ќе дарувам крв. Битно е да спасиме човек. Значи сите заедно мораме да бидеме сплотени околу политиките во Република Македонија. Ние сме мала држава, но во душата голема, би рекол кај граѓаните, затоа што сите сме научени да се помагаме и почитуваме меѓусебно со години. Поготово Сарај, се надевам дека ќе биде пример на останатите градови каде што има мултиетнички живот, како треба да се однесуваат тие граѓани, колку многу треба да се почитуваат, затоа што сите меѓусебно ќе ја градиме и општина Сарајево иднина, ќе учествуваме во делот на проектите на градот Скопје и ги повикувам граѓаните во иднина да сериозно да размислат и да го дадат гласот на ВМРО ДПМ, нивната коалиција. Се уште не го знаеме кој ќе биде кандидатот за градот Скопје, да го дадат гласот за тој кандидат, за да можеме да ги реализираме нивните барања, нивните проекти и нивните проблеми, затоа што еден политичар публиско ќе биде народот само кој ќе биде меѓу него. Да не заборавиме, имате и иницијативен одбор кој што свика конгрес на 23 март. Дали тоа е статуарно? Не е статуарно, затоа што само Централниот комитет може да донесе одлука за конгрес. Веќе и донесе, тоа ќе се случи после локалните избори некаде, октомври-ноември месец. Веќе е донесена таа одлука на Централниот комитет. За овие лица што го носат, тој во наводници би рекол конгрес, ги знаете сите вие, ги знае јавноста, ги знае граѓаните. Замислете, тие истите лица во 5 години мандат на Социјалдемократскиот сојуз и нивниот лидер, кој насилно дојде на власт, немаат ни еден негативен збор кажан и тоа доволно кажува за кого работат, кои се нивните цели. Гледам дека истите тие ни го напаѓаат лидерот константно, а
додека не го напаѓаат лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, и тоа кажува се. Мојот општински комитет, јас како член на Централен комитет, општинскиот комитет Сарај, граѓаните на Сарај, членовите даваат апсолутно поддршката на раководството на ВМРО-ДПМН и на нашиот лидер, почитуван претседател Христијан Мицкоски, и затоа мислам дека тука не треба да има никакво двоумење. Сите оние делегати што ќе искочат од Сарајево ќе ја дадат комплетно поддршката на претседателот и на раководството, затоа што моментално во нашата партија воде огромна демократија. Може би во минатото ја немало, може би ја имало, не можам да навагам во тоа, но моментално јас го убедувам дека има огромна демократија, огромна транспарентност, што за мене е сериозен напредок, не само во Македонија во една партија, туку мислам дека и пошироко, да граѓаните и членството бидат буквално оставени демократски да размислуваат и да ги носат одлуките. Јас на Централен комитет би гласал за некој проект, за некоја одлука во консултација со моето членство. Може би во некои партии, како немањето демократија во Социјалдемократскиот сојуз, е тоа чудно, затоа што одлуките им ги носи нивниот лидер и тоа е тоа, завршува тука приказната, меѓутоа кај нас одлуките ги црпиме од членството, од дали е задоволно или не од некој проект, од некој функционер во партијата. Значи кај нас владе огромна демократија. Господин Стојановски, ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и на вас.